10 монструозни серијски убици во текот на историјата. Серијските убици направија трајни реакции не само за бројот на луѓе што ги жртвуваат, туку и за страшните начини на кои дејствуваат. Ѓаволските убици секој остава свој уникатни имиња на злосторства што ги прават. Кога многу жртви излегуваат на површина, нивната репутација расте. Како последица на тоа, серијските убици живеат во срам, бидејќи нивните имиња се поврзуваат со некои од најтемните времиња на човештвото. Овие случаи се издвојуваат меѓу најдегенерираните серијски убици во историјата. 10. Дин Корл, познат како човекот Кенди, во неговата матична заедница поради продавницата за слатки на неговото семејство. Корл всушност беше суров серијски убиец. Во раните 70-ти години Дин Корл силувал и убивал најмалку 20 на млади мажи и момчиња. Ја стекнал репутацијата на еден од најмонструозните серијски убици досега. Масовните убиства во Хјустон, како што стана познато, неговите злосторства беа извршени со соработка на соучесници во зоната Хјустон. Всушност, мешаноста на Корл во злосторствата не излезе на виделина додека не беше убиен од еден од неговите соговорници. Корл беше поранешен војник, претпочитал секс со млади момчиња, кој ги силувал и убивал со помош на соработници. Постојан прилив на жртви даваа соработниците на Корл, кои исто така понекогаш се приклучувале во нападите. За време на расправија, Корл беше застрелан од еден од овие партнери. По неговата смрт, важноста на злосторствата на Корл почна да се отвара. Тој садистички киднапирал, силувал, мачил и убил десетици момчиња помлади од 18 години, додека неговите соработници ги идентификувале жртвите и ја воделе полицијата до телата, биле прикажани грозоморните карактеристики на овој серијски убиец. 9. Чарлс Менсон. Менсон беше неуспешен музичар со доволно шарм и интелект за да ги измами следбениците да мислат дека тој е следниот музичар што доаѓа. Две големи сцени на злосторство ги прикажуваат холивудските заднини за извршените монструозни акти на насилство таму што му ја донесе репутацијата на еден од најмонструозните серијски убици на сите времиња. Следбениците на Менсон и мажи и жени се придружија во страшните убиства во домот на Шерон Тејт. Актерката на филмскиот режисер Роман Полански, таа била бремена во моментот на низината смрт, која се случила од многу убодни рани. Некои луѓе загинаа таму и во домот на Лено и Розмари Лабјанка, кои исто така беа жртви на убиствата на семејството на Менсон. Тајните индици испишани во крвта на жртвите беа заборавени зад сцената на злосторството, кои беа ужасни. Менсон конечно беше поврзан со злосторствата. За време на неговото судење следбениците ги придржуваа организираните протести, а неговите сообвинети се обезличија во знак на поддршка за Менсон. 8. Хенри Ли Лукас. Лукас и неговиот соработник, кој денес се смета за еден од најмонструозните серијски убици, извршиле нераскажани злосторства, кои се движат во стотици по неколку сметки. Нивната мотивација се чини дека првично била како убиство со возбуда, спроведени само поради наплив на адреналин. На крајот, осуден за 10 убиства, Лукас ја избегне смртната казна, кога казната му беше намалена. Одлуката да се спаси неговиот живот е поврзана со несигурноста околу убедувањето со кое требаше да се стави крај. Убиецот беше осуден во 1984 година за силување и убиство на жртва облечена само во портокалови чорапи. Пресудата за портокалови чорапи беше доведена во прашање со докази кои докажуваат дека Лукас може би бил на друго место кога биле извршени злосторствата. Плодниот криминалец започнал блиску до дома, тврдејќи дека неговата мајка е првата жртва на убиството. Неговите права на самоодбрана беа отфрлени, па беше осуден
од 20 до 40 години затвор. Откако заврши 10 години од казната, Лукас беше ослободен. Не постои вистински начин да се знае колку луѓе на вистина убил Лукас. Тој беше добро познат по тоа што лажеше за своите тврдења и честопати призна дека убиствата се бројат во илјадници. Веродостојни жртви има стотици, но смртта на Лукас во 2001 година ги однесе неговите интриги во гроб. 7. Доналд Харви. Најмонструозните серијски убици задоволуваат различни перверзии додека убиваат. За некој тоа е сексуално задоволство поврзано со погрешни чувства на страст и желба. Други се обседнати со човечкото тело и убиците имаат своји индивидуални методи до нивното лудило. Некои користат пиштоли за да убиваат, додека други вклучуваат повеќе лични методи на убивање. Доналд Харви е познат убиец од 1970-тите кој тврдеше дека се жртвите од точка на доверба. Како медицински брат, користејќи го својот пристап до пациентите за да ја задоволи својата болест, Харви ги отрул болничките пациенти со цијанид и арсен. Конечно признал повеќе од 70 убиства, кои се случиле пред 1978 година. Непознати дојави и полицискиот претрес во неговиот дом доведоа до неговото апсење. Се вели дека Харви заразувал и пациенти. 6. Гери Риџвеј. Гери Риџвеј беше добро поврзан со неговите злосторства во раните 80-ти, бидејќи тој беше дефинитивно поврзан со нив со ДНК. Потврда во 2001 година за бројот на жртвите на Риџвеј се дебатира, но тој се изјасни за виновен по 48 точки од обвинението за убиство. Генерално се верува дека убил дури 60 жени во државата Вашингтон. Неговото убивање беше толку продуктивно што не може да ги запамети сите негови жртви. Повеќето беа млади, многу проститутки кои биле собрани по рутата 99 за да ја избегне смртната казна. Риџвеј ја довел полицијата на 4 гробници на своите жртви и признал многу други убиства. Тој беше осуден на доживотен затвор во 2003 година. Во својот збунет ум, Риџвеј мислеше дека прави вредна услуга, ослободувајќи ги улиците од гнасните проститутки. Неговите жртви генерално биле во тинејџерски години и раните 20 години. Тој е познат во разговор како убиец на Зелената река, затоа што депонирањето продолжува во близината на локацијата. 5. Алин Вуорнос. Вуорнос започна од проблематично детство и млада историја на недискриминација. На 14 години била префрлена во дом за да роди дете, кое било посвоено. Таа била ситен криминалец, вмешана во кражба, изневерување и проституција. Во 1989 година, кога телата почнаа да пристигнуваат под сомнителни околности, таа имплицираше на расплетот на приказната за жена убиец. Вуорнос уби најмалку 7 мажи, користејќи пиштоли за да ги изврши низините злосторства. Таа конечно беше убиена. За неа имаше филм во кој глуми Шарлиз Терон. 4. Едвард Геин. Ед Геин, кој се вбројува меѓу најмонструозните серијски убици, ги извршил своите извртени дела во 1950-тите, но продолжува да биде предмет на фасцинација и денес. Делумно, страшната природа на неговите злосторства помогна да се задржат во очите на јавноста, како и неговиот болен еквивалент Дамер од Висконсин. Геин бил канибал и некрофил, прогонуван од чудни обсесии. На крајот, откривањето на неговата 7-годишна убиствена треска ќе ги извади на виделина некои од најразвртните дела во историјата. Привлечноста на Геин вклучува женска анатомија, нацистички тестови врз луѓе и веројатна желба да го промени својот пол од машки во женски. Првично ограбувал гробови за да ги одржи своите бизарни желби, но неговите злосторства конечно ескалирале во убиства на жени и девојки. Во моментот на апсењето на неговата фарма биле откриени исечоци за исчезнувањата.
заедно со делумно распарчено тело. Додека истрагата продолжила, во домот на Гейн биле откриени неискажливи предмети. Делови од човечко тело се користеле како предмети за домаќинство, вклучувајќи черепи, како чаши и перници направени од човечка кожа. Гейн бил пратен во психијатриска болница до крајот на својот живот, каде што лекарите се обидувале да откријат објаснување за неговото психотично криминално однесување. 3. Тед Банди. Банди беше сексуално перверзен, кој на крајот умре за своите перверзни желби, киднапирајќи и убивајќи серија жени и девојки во текот на 1970-тите години. Тој беше шармантен, харизматичен поединец кој се представуваше со гипс или патерици за да ги заведе жените на помош. Ги убил и признал дека им чувал делови од телото и дека имал секс со нивните тела. Тој се пресели во Вашингтон, Јута и Орегон, фокусирајќи се на коледж кампусите. Како извор за млади жени, неговите тврдења беа чудни, а Банди успешно побегна за време на едно дејствување како свој адвокат и бегајќи од необезбедената адвокатска библиотека. Тед Банди, кој се вбројува меѓу најмонструозните серијски убици, заработи многу смртни казни за неговото серијско убивање. Конечно беше убиен со смртоносна инекција без да преземе одговорност за многу убиства, за кои се верува дека се негово дело. Има голема поддршка за наводите кои укажуваат на тоа дека Банди убил повеќе од 100 луѓе. 2. Џон Вејн Гејси. Гејси беше очигледна јавна личност, дури и го носеше костимот на кловнот Пого, за да учествува во магичните дела за деца. Тој водеше низ за ресторани за пржено пилешко во Кентаки и беше доволно успешен да размисли за кандидатура за градоначалник на неговиот роден град, но Гејси имаше перверзни желби кои полека излегува на виделина. Тој беше сексуално перверзен, водеше размена на жени и проституција, како и секс со млади мажи. Во текот на неколку години тој ги закупуваше телата околу својот дом, оставајќи трага од докази за обвинителите. Гејси беше оценет како еден од најмонструозните серијски убици и осуден на смрт поради неговото монструозно убивање и психосексуални подвизи. Неодамна откриените ленти содржат никогаш неслушното објаснување на Гејси. 1. Џефри Дамер. Самиот крај на Дамер само ги дополни чудните околности околу неговиот случај. Конечно бил претепан до смрт во затвор, исполнувајќи ја смртната желба што многу пати ја изразил додека бил во затвор, но приказната за неговите страшни подвизи започна години порано, кога тој беше изложен на долготраен криминал. Случајот на Дамер ги имаше сите знаци на извртен заговор за серијско убиство, полн со канибализам и некрофилија. Разликата помеѓу навидум нормалниот јавен живот што го живееше Дамер, а ужасните дејствија што се случуваа зад затворените врати го направија случајот уште пошокантен. На крајот, претепувањето до смрт во затворската бања беше судбина за која многумина веруваа дека му следува на Дамер. Деталите за злосторствата на Дамер продолжија да се појавуваат со месеци откако првично излезе на виделина на почетокот на 1990-тите години. Се испостави дека Дамер ги барал жртвите во ноќните клубови за хомосексуалци, успешно заведувајќи ги во неговиот мал урбан стан со ветување за секс и дрога. Откако таму, Дамер учествуваше во различни перверзии, вклучувајќи убиства, распарчување, понекогаш и јадење делови од телата на неговите жртви, со тоа што ги дрогирал своите жртви и ги убивал. Дамер се обидел некако да ги опседне дури и замрзнувајќи ги деловите од телото за да ги посети подоцна. Канти со киселина и други монструозни алатки за ужас беа отстранети од неговиот стан во деновите по апсењето на Дамер, зацврстувајќи го неговото место како еден од најзлобните сурови убици во историјата. Фајлс го истражува животот на убиецот во квази документарен формат.